Сакам да снимам кампери што ги има во Македонија. Не само во Македонија, кај што ќе патувам, кога ќе најдам некој добар конвертиран, ќе го снимам. Ова денска што го снимаме е Т4 Volkswagen 4x4. Ова е зверче. Баш како го спремаше кога јас го спремав комбето, исто таму кај мултимедија, он беше од Карши. Гледате какво возило спреми. Ајде да почнеме од надвор. Значи гледате, тазе фарбано. Добро, тазе фарбано на кампинг, одма ќе го фатиш по некои шуми. Еве гумата, оваа му е Toyo All-Terrain. Добра е марка. Комбево е 2.5 бензин. Многу ми се свиѓа ова горе што е стајано. Ја треба да ставам такво зашто и мене ми треба. Е безрезервна гума, не си да ви кажам, јас имам мојата од доле, ама вака по-фраерски стои, треба ја да си ставам една вака. Стаклата му се затемнети. Еве го внатре. Имаме масичка, ова е за спремање сигурно кога се готви. Имаме мало фрижидерче, ова е помало од моето. 220 е ова. Значи, сијета ман за неколку дена. Ова фиока се пушта навака и се прави положен кревет. Ова се канистри за вода. И поврзуваш надвор, имаш за туш. Бидејќи ова е помало возило, значи секој место се користи за продирање на секакви работи. Значи тука имаме од тавчиња до брисачи, до тенџериња, а еве го главниот дел, се знае, Victron е врвот што може да постои. Ова е само литиумска батерија тука. Он има само друг тип на инвертер. Ова е 3000 вати. Соларот кај него е 510, мод е 330. Еве тука уште еден магазин со копчиња за регулирање на светло и овдека се користи за све можно. Исто од оваа страна има шкафчиња. Ова горе за изолација. Све изолирано и добри лед светла има ставено на секаде. Опа. Ова е многу добро направено. Многу домакински направено. Исто и од страниве. Подлогата многу ми се свиѓа оваа што има ставено. Ние имаме линолеум. Мојот е подебел, сигурно е дупло од ова негде направено. Фиокиве не ви ги кажав од оваа страна што се. Фиоките стално мора да се цврсите, да знаете, бидејќи кога возиш, летаат надвор. Јас кај мене имам ставено лептири вака да ги држат. Една голема фиока за све. Вакво е многу практично, вако треба да се земам и јас за надвор. Едно плинско. Ова го врзуваш со... Ништо, можеш да го врзеш, али имаш... Аз има и боца тука. Да. Практично топ. Ја имам вакви кај мене за креветот. За да имам поише простор за нозе, вака се крева едно. Да. Ова ма овие се подобри од моите. Знаеш кај ги имаш? У Хубо. Па Хубо купив, ама изгледа немаше кога ги зимав. Овие се многу добри. Имаш вебасто? Има вебасто, да. Тамо треба да дува, ама ја не го користам. Ова е фабричко вебасто уствари. Да. Ајде да видиме од позади како изгледа. Изолацијата низ цело комбе, како кога ние што имаме направено, е со камена волна. Целиот празен простор во шасијата е наполнет со камена волна. Он има плюс едно најлон врз камената волна за да не спушта прашина каде што има некаде дупка. Че тука имаме големи фиоки. Реално за вака мало комбе топ е испланиран делот за магазин. Охо, овие се огромни бе брат. Тамо до крајот. Нели овие. Да, ја имам такви, да. Кајшите. Тоалетот исто е веројатно и таа. А и другото? Да, таа душек има тато. Душек. Ние со Марк заедно работиме иначе на презентации на возила. Така брат? Да. Да. Што правиш ме интересира за да направиш темници. Имаш завеси, не видов? Имам. Не ги На видов? магнети сум ги направил. Ова многу ме интересира за затемнување завеси, како ги има направено. Тие ги искористи. Леле, требаше ја така. Профит. А ја цели магнети ставив како идиот некој. Не веднаш магнетче. Топ. Има за сите прозори. Тоа ја ќе го направам исто. Топој. Значи со обични, оние што се ефтини што се продаваат по бензински, не? Помак Петр. И готово. Ова ти е све брат фиокиве праени со шперт? Да, се ми е шперт. Од оне што го снимавме од цирка Да. од Бавијан? Да. Рускиот. Да, рускиот, така. Значи оваа ти е 9-ка, фиокивите се 9-ка. Овие се 6-ка. Ајде да видиме горе. Значи ова е многу добро направено, алуминиумско е ова, по-лесно е. Моето е камен тешко, зашто многу ме кошташе да ставам алуминиум тогаш, а више се истини финансиски. Он има и башка поголем солар, ова е 510-ка. Ова е топови. Многу домакински направено. Од стеги, од до све.
Ова комбе, како што го гледате вака, да се направи кошта 10.000 евра. Но, тоа не е само прењето внатре. Тука станува збор за гуми, фарбање, плочки, цела предница менување. Значи, буквално човекот го има реставрирано од корен. Да изгледа вака и да вози како што вози сега, да биде проф. 10.000 евра. Ова комбе е направено за 3 месеци. Човекот правеше све сам, освен фарбањето. Се надевам ви се допаѓаше вакво видео, планирам да направам повеќе од повеќе кампери низ Македонија и каде што ќе шетам. Се гледаме во наредно.